Почитувани, добар ден. СДСМ вчера ги представи пратеничките листи, кои не се ништо друго, освен спас на политичката кариера на криминално-рекетарската банда на чело со Заев. Ова е листа за пораз. Заев настапува со стари, истрошени и компромитирани кадри, на кои сака да им обезбеди партенички имунитет, зашто така мислат дека нема да одговараат. Нема никаква свежина и ниту еден нов лик. Тоа е приказ на атрофирана партија која не излекува поука од граѓаните. Само ако ги погледнеме носителите на листите на СДСМ, веднаш станува јасно дека главни критериуми за избор биле неспособноста или пак тоа кој повеќе штета и направил на државата. За Зоран Заев и неговата криминалност може да се зборува со часови, но само да напоменеме дека во моментот тој единствениот аболициран политичар и искористи премиерската позиција да обезбеди дополнително уште неколку повлекувања на обвиненија за очигледен криминал. Токму Заев, човекот кој на секој можен начин го погази достоинството на државата и на народот, е клучниот лик околу кој се врзува и најголемата афера во Македонија, аферата Рекет, за која знаел од самиот нејзин почеток и на извесен начин ја помагал. Главата на криминалот, Зоран Заев, е човекот кој возможи на своето семејство милионски бизниси со марихуана, но и матни сделки со Рек Битола, при што го направи кланот Заеви најбогатото политичко семејство во Европа. Следна во редот е Радмила Шеќеринска, истрошен кадар од времето на транзицијата. Верувале или не, но Шеќеринска во моментов единствениот политичар од времето на криминалната приватизација и транзиција од 90-тите. Дополнително, токму Шеќеринска е посачувана и за еден од најголемите поддржувачи на Боки 13, што отвара сомнежи дека и таа е дел од криминално-рекетарскиот октопод. Тоа што е демагог и неработник го знаат сите. Но видоа и дека секој мандат е склона да учествува во некој нов бомбона бизнис. Така, освен наплаќањето кири и сама на себе, во своето портфолио сега може да го додаде и набавката на градежни машини за Министерството за одбрана подалеку повисоки цени од реалните. Никола Димитров, тој е приказна за себе. Тој е ликот кој од крајот на 90-тите со својата политика на свитка на кичма и сервилност дојде до врвот на својата кариера, да биде носител на листа на СДСМ. За негова подкрепа, Заев му е постави својата миленичка Мила Царовска. Токму заради разобличувањето на нелегалните активности на Мила Царовска, Заев нареди разрешување на техничката министерка за труд и социјална политика Рашела Мизрахи, со што директно го сруши еден од принципите на моделот на пржинска влада пред изборите. Следен Оливер Спасовски, кој јавноста го запамети како најнеуспешниот министер за внатрешни работи, кој нема запленето ниту еден грам кокин во неговиот мандат, но и во чие време се случија низа на неразчистени убиства, запалени возила, тешки разбойништва и криминали. Затоа, со право велиме дека Спасовски беше посматрач на процутот на криминалот и создавање на спрегата на политиката и криминалното подземје. Самиот беше дел од неколку афери, како незаконската набавка на возила со чешката донација и распределбата на лиценци за возачки испити на фирми формирани непосредно пред распишување на огласите. Не може, а да не се прокоментира и Славјанка Петровска, која самиот Спасовски инсталираше како своја испостава во МВР во техничката влада, која секогаш беше негова верна сенка и спроведувач на неговите налози. Токму Славјанка Петровска сега пак е верна сенка на Спасовски, на листа која ќе ги изгуби изборите и во втората изборна единица. Носител на листа на СДСМ е Љупчо Николовски. Тој е поранешен министер за земјоделие кој што ги разочара земјоделците и кој сакаше да прави кариера врз нивната мака и труд. Поради неговите погрешни политики, земјоделците беа принудени да го фрлаат својот род наместо да го продаваат. Тој ги лажеше и манипулираше земјоделците за да на крајот избега во партијата, без да се соочи со нивните барања и потреби. Сега без грам срам,
пак ќе излегува и пак ќе ги лаже. Овој пат тоа нема да му помине и ќе биде казнет за неговата неспособност и неодговорност. За изборот на Зоран Заев на листата да ги стави и Зекир Рамчиловиќ и Панчо Минов, оставаме да судат граѓаните, посебно членовите на СДСМ. За нас тоа се лицата кои го погазија зборот и довербата на граѓаните и се одлучија да бидат верни слуги на погрешните политики на Заев кои ја силуваа волјата на народот. Поразот на Заев е се поизвесен, а после овие листи останува да се види само колку катастрофален ќе биде. Македонија е на нозе, обновата пристига и Заев тоа не може да го спречи. СДСМ не се менува и настапува со стари и компромитирани кадри. Заев и Шекеринска се последните остатоци од криминалната транзиција кои ќе бидат поразени. Гласот за Заев е глас за криминал. По престојниот пораз, Заев мора да си замине од политиката. Ви благодарам. Имињата, како што знаете, ќе ги соопштиме вечерва. Во текот на попладневните часови ќе се одржи седница на највисоките органи на партијата, пошто во јавноста ќе излеземе со сите 120 имиња кои што ќе се најдат на листите на ВМРО-ДПМН, но на што можам во моментов да го споделаме дека дефинитивно нема да бидат стари компромитирани кадри, односно нема да биде на никој начин било каков кадар како тоа што го нуди СДСМ. Ние ќе ги објавиме листите кои што ќе бидат победнички нови избори. Сега гледам, Комисијава за заразни болести веќе усвоила заклучоци, каде што се препорачува да нема настава 14 дена поради вирусот и меѓу другото се забрануваат вика сите масовни собери на отворено и затворено, сите културни настани на ниво на државата, а спортските ќе се играат без публика. Вие утре имате закажано конвенција, дали ова ќе одложи конвенцијата, ќе имате, нема да имате, што ќе се случува, доколку ова е се уште записник, меѓутоа верувам дека ќе го усвои на владата, што ќе прави? Малку повеќе закаснија со ова. Од друга страна е добро што ги прифатија нашите барања, односно предлози кои што вчера ги соопштивме, да почекаме да видиме што точно е дадено како заклучок. Нормално дека врз основа на тоа дека ќе се носат и следните наши делувања. Да, утре имаме закажано промоција на кандидатските листи во Македонската филхармонија и се надевам дека нормално истото ќе се одржи. Повелете? Колку загарантирани места ќе имаат коалиционерските партнери? И уште едно подпрашање, не го коментиравте само носителот на листата во СДС во 6-та изборна единица. Колку ќе има места во однос на коалиционите партнери, сепак ќе почекаме до вечер да видиме и не би се согласил со вас дека треба било кој на било кој начин да има загарантирани места. Ништо не е загарантирано, туку треба да се одработи нови избори, да се понуди, да се препознае тоа од народот и нормално народот да даде секако поддршката. Не го искоментиравме од причина што тоа веќе беше познато од пред некој време и веќе го имаме повеќе пати коментирано во јавноста. Имате ли нови коалициски партнери? Тоа ќе почекаме до вечер, односно утре да го видиме, но се надеваме дека ќе имаме значајно поголема коалиција. Благодарам. Имаме или ќе немаме утре конвенција? Ако е забраната масовна, Значи, ќе кажаме уште еднаш да почекаме ова што сега вие го читавте, да го добиеме, да го погледнеме конвент, да видиме што точно тоа значи, секако дека врз основа на тоа ќе донесеме заклучоци. Сепак сметам дека од она што во моментот барем го информација дека промоцијата утрешна дека сепак ќе се одржи. Благодарам.